Добро утро, вести во 8. Председателот на владата Христијан Мицковски ќе биде домаќин на посетата на Каја Калас, висока представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика. Мицковски е убеден дека Европската унија ќе најде решение за одблокирање на македонските интеграции и исто така е уверен дека Европската унија по примерот на Украина има план Б за решавање и на проблемот со Бугарија. Калас порача дека ги разбира фрустрациите, но и дека ги охрабрува земјите да го искористат позитивниот момент за проширувањето. Немам никаква дилема дека треба да градиме под еднаква доверба со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми да го прошируваме нашиот устав со, да речеме, дел од хрватите кои што живеат кај нас, бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Ние немаме проблем да зборуваме за црногорци, словенци и така натаму, но имаме проблем да прифаќаме ултиматуми. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. Не убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work toward. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и британскиот министер Герет Томас ставија подпис на договорот за стратешко партнерство. За министерот Николовски тој е важен момент за развој на државата, додека за британскиот министер добрите билатерални односи се продлабочуваат, а проектите ќе го подобрат животот на граѓаните. Премиерот Мицковски вели дека сите детали од договорот транспарентно ќе бидат објавени, но преку законодавниот дом. А првиот човек на СДСМ Филипче смета дека задолжувањето ќе значи раст на јавниот долг за 115% од БДП. Ова го гледаме како одлична можност за целата држава да се развива. Веќе имаме 3 проекти кои што се подготвени. Тоа е проектот за брзата железница на коридор 10, здравствениот проект за болници и секако проектот за образование за медицинскиот факултет. А во предстојниот период ќе бараме нови проекти во секторите за енергетика и животна средина. Ова ново партнерство е значителен чекор напред во идната трговија меѓу нашите две држави. Навистина сум возбуден што македонските и британските бизниси ќе работат заедно за да можат да испорачаат битни инфраструктурни проекти во Македонија. Инфраструктурните инвестиции знаеме дека се клучни за да се поттикне економскиот раст и да се подобри животот на граѓаните. Знам дека тоа е наша заедничка цел за нашите влади, се разбира, и ова партнерство е новиот темел за поддршка на таквата испорака, за да се поттикне растот, да се споделат најдобрите пракси меѓу нашите две нации. Ќе дојде во парламент пред пратениците, ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Ја слушав министерката за финансии. Очигледно е дека тие договори ќе бидат нетранспарентни и во 4 очи. Ќе бидат британски фирми, таа се обиде да каже дека ќе важи законот за јавни набавки, ние направивме проверка, нема да важи законот за јавни набавки. Значи, ВМРО да помене што 7 години критикуваше корупцијски вакви такви договори, посебно тој со Бехтеленка, сега остава простор за сериозен сомнеж за корупцијски проекти. Дополнително ние не знаеме што се крие во политичкиот договор во контекст на бегалците. Прво готов проект па повлекување на парите од Велика Британија. Министерката за финансии Кочовска вели дека во овој момент државата нема ниту еден проект на хартија, за точно да се знае колку пари би ни биле потребни и со колкава камата би се позаемиле. Но тоа не значи дека нема да се побара кредити од други земји, па ако каматата од нив е поповолна, не сме обврзани да позаемиме од Британија. Висината на истата ќе зависи од проект до проект и од рочноста. Колку е подолг рокот, толку каматата ќе биде пониска и обратно. За бизнисот клучно е при изведба на инфраструктурните проекти да бидат вклучени и домашните компании. Во проектно финансирање вие имате најпрен зрел проект. Од кога ќе го имате проектот зрел и готов за инвестирање, ќе побараме понуди.
која ќе биде најевтината понуда со најниска каматна стапка, таа ќе ја прифатиме. Зошто се смета дека ова би била најповолната? Затоа што износот е голем и тоа е единствената банка која што во моментот нас може да не поддржи во однос на големиот инфраструктурен проект за железниците, за болниците. Ќе видиме, ние не можеме да потврдиме. Може да биде исто да повлечете, да кажеме 100 милиони евра со рок на враќање од 10 години, 15 или 20, да имаат иста каматна стапка. Бидеме задоволни нашите компании да добијат работа, а дали ќе била 70 или 65 или 55 од работите, тоа што ќе го сработат да ги изработат квалитетно и да имаат можност да конкурираат и на други проекти надвор од Македонија. Дали Министерството за земјоделство има препораки или план за субвенционирање на одредени земјоделски производи согласно побарувањата на пазарот, климатските промени и достапноста на вода? Беше едно од прашањата за ресорниот министер Цветан Трифуновски, кој гостуваше во тема на денот во Дневникот на Сител. Уште една ексклузива, Министерството во моментов работи и апдейтува базата на податоци на педолошката карта према регионите кои што ги имаме. Знаете дека секој регион е со одредени бенефити, да речам предности во одгледувањето на некоја земјоделска култура. Точно дека климатските промени прават огромни проблеми во земјоделското производство, меѓутоа и во делот на едукацијата на земјоделците и во делот на она што треба да ги помогнеме. Ние со наредна објава што ќе имаме преку програмата за рурален развој е токму набавка и кофинансирање на антифрост системи кои што очигледно повеќе од се ни прават проблеми во делот на земјоделското производство. Нашите политики, тоа што ние ќе го насочиме према земјоделците, заеднички да креираме мерки и да ги насочуваме што е добро во кој регион треба да се одгледува. Само така во еден партнерски однос и во една договорена ситуација ќе имаме и зголемување на квантитетот и нормално ќе имаме и задоволни пред се земјоделци. Лоцирани се тие култури веќе, се подготвени се со такви препораки за во договор со земјоделците. Да, видете, јас сум поборник на секој процес кој што ќе го водиме, да имаме фаза на подготвување. Не можеме да правиме длабоки резови без да ги подготвиме самите земјоделци. Затоа во наредниве месеци до почетокот на идната производна година ќе потрошиме и на носење на законот кој што ќе го донесеме заеднички, и во делот на креирање мерки, и во делот на насочувањето каде што треба да се одгледува. И нормално препорака ќе има силна за да се одгледуваат автоктоните сорти и видови на растенија и зеленчук кои што нормално имаат повеќе отпорност према климатските промени. Изборот на Треко Славевски за гувернер на Народна банка ќе се најде на седница на 3 јуни. Тоа е првата редовна седница што е закажана во собранискиот календар. За да стане нов гувернер на Славевски му се потребни 61 пратенички глас, мнозинството со кое располага власта. Опозицијата нема да го поддржи неговиот избор. Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на претседателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, претседателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од претседател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка, тоа е првата работа. Втората причина, лично сметам дека човек кој што се спротивставува на растот на минималната плата, на економски политики кои што се за доброто на граѓаните, тој беше најголемиот противник, ако се сеќавате, тој велеше дека дури 9000 денари минимална плата е голема минимална плата и така натаму, не може ништо добро да Сослушани се над 300 сведоци за пожарот во Кочанската дискотека, во тек е распит и на осомничените. Државниот обвинител Коцевски вели дека истрагата е во чувствителна фаза и за 10 дена ќе биде познато колку мина ќе седнат на обвинителната клупа за трагедијата во Пулс. Во меѓувреме, опозицијската СДСМ повторно го поднесе законот за поддршка за настраданите во Кочани. За власта предложениот закон е неприфатлив. Партијата на власт имала свој план за поддршка. Во моментов јавните обвинители работат околу прибирање на докази. Доколку евентуално од тие докази произлезе нешто друго, на нови осомничени, нови дејства,
следствија истрагата ќе се прошири без разлика дали во ова или понатаму. За 10 дена и треба да заврши истрагата, со тоа што после ќе има увид од браната и некаде таму во средината на месец јуни се чека јавна обвинителска одлука. Овој предлог закон предвидува за семејствата на починатите да им се даде надомест од 80.000 евра, додека пак сите оние кои што се со повреди, зависно од степенот на инвалидитетот, да се одреди сумата, односно е одредена сумата која што треба да ја добијат. Не сакаме да влеземе во сценариото на политизација на трагедијата во која што СДСМ упорно сака да не внесе. Владата од првите минути на страшната трагедија е во целосна поддршка на сите засегнати во трагедијата. Оливер Спасовски да поднесе ваков закон е исто како Зоран Заев да поднесе закон за враќање на името или како Венко Филипче да поднесе закон за одговорност